Пожарот кој пред 2 дена започна да гори околу манастирот Трескавец се уште е активен и постои опасност тој да го зафати манастирскиот комплекс. Единицата на противпожарната единица, голем број доброволци и вработени од повеќе приватни фирми од Прилеп и јавните предпријатија прават на човечки напори за да го заштитат ова светилиште. Според противпожарната единица, пожарот е многу непредвидлив поради непристапниот терен и ветерот. На моменти тој се гаси, но потоа одново се појавува на различни локации. Вчера пожарот беше ставен под контрола, но денеска во раните утрински часови тој повторно се разгоре. Како територијална противпожарна единица веднаш интервениравме, се организиравме и за брзо време пристигнавме тука. Во гаснењето на огнот ни помагаат и голем број на доброволци кои веќе беа распоредени околу манастирот, а дел од нив пристигнаа подоцна. Пристапивме со гасење со така наречен контрапожар и на таков начин се обезбеди десната страна на манастирот. Проблем се уште има со пожарот кој доаѓа од кај Горно село. Тука теренот е тежок, нема можност за пристап. Чекаме огнот да излези на малку порамен терен за да преминиме кон негово гаснење. Мислам дека до вечер целосно ќе биде изгаснат огнот, рече Станко Колевски, командир на противпожарната единица од Прилеп. Градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски искажа огромна благодарност до сите доброволци кои учествуваат во гаснењето на пожарот и повика кон поголема совесност на граѓаните. Неколку дена се прават на човечки напори за да се изгасне пожарот кој го зафати регионот околу манастирот Трескавец. Теренот е непристапен и тешко се гаси огнот. Екипите се цело време тука и работат постојано на негово локализирање и гаснење. Инаку на територијата на општина Прилеп има уште 2 активни пожари, а тоа се кај селото Крушевица и селото Никодим. Пожарот на Бистра планина исто така е се уште активен. Гори сува трева и смрека и ниско стеблеста деградирана дабова шума. На терен се наоѓа екипа на шумското стопанство Лопушник заради превземање одредени мерки за негово локализирање. Од Центарот за управување со кризи посочуваат дека се уште се активни пожарот во атарот на селото Растеж, Заград и Волче, каде гори дабова шума, смрека и висока сува трева. Во атарот на селото Растеж во моментов се ангажирани лица од местното население, шумското стопанство и лица од општина Македонски Брод.